Човеко што бараше да најди човек што нема гајле ич во живото свој. Чита Александар Станојков. Некој неблагодарен човек, пишман бил што бил роден на векот, чунки немало ден што да не му дојди некое смуштение. Ја од деца, ја од жената, ја од чаршија, ја од поле кај што имал некоја работа. Со еден збор, секи ден по некоја белја ќе му дојдеше и сеќе се оскорбеше. Сек да е и ваков живот што живеам јас, кога немам ниту еден ден да не се оскорбам и да не се јадосам. Блазе си му на свето што си живеат со раат, без да му ида бели како што ми ида мене. Затоа sejedно си се весели и се радосни и со песни веко си го врват. А јас пак, од која сум пркнал, не сум се развеселил, јас со некоја чалѓа, јас со некое друго нешто. Ексик Олсун ваков живот што живеам јас. Така мислејќи во себе си човеко, ватил да се плачи на пријатели, оти да не живеит без да му ида бели и да се оскорбуват катаен. Слушајќи тие зборови, пријателите и непријателите од неблагодарниот човек му се чуделе на умо што го имал. Еди, пријателе, му велеле, зар ти си мислиш оти ние немаме никакво смуштение? Ич тоа нешто да не го веруваш. Секој си има гајле, кој помало, кој поголемо, а не да е без гајле како што си мислел ти. Зар ти не си чул оти рекле стари, оти без гајле расте тиквата на бостан? Зар не си чул оти секоја планина си носи своја тежина? Ете и од тоа треба да знаеш, оти и ние, и сите луѓе што се на веко, сите гајле имаат. Разбра сега? Ете вака да знаеш, пријателе, и од сега да не се срдиш кога ќе ти дојде некое смуштение. Слушајќи тоа нешто неблагодарниот човек, се увери до некаде, арно ама му се сакаше да живеет без да му иде некоја белја и стана да оди по друзи градови да бара луѓе што да живеат без гајле. Оде во еден град и прашал луѓе, отишол во друг и прашал, арно ама не нашол таквие луѓе. Кога отишол во третиот град шетајќи по еден сокак, чул сурли и тапани да свират и од која се вратил, видел во куќата голема радост и џумбуш да се прави во таа куќа. Домаќинот што бил од куќата трчал радосен и весел да чести гостите што поарно веќе не бидувало. Прашал некого заошто се правил тој џумбуш, тој му кажал оти домаќино бил џемет човек и дал јадење и пиење 3-4 пати во неделата. Ја, еве еден човек како што барам јас, си рекол со умо. Ја чекај да го прашам како живеет што е без гајле. Се приближал крај него и го прашал, знаеш, пријателе, што сакам да те прашам? Не знам, пријателе, му одговорил тој. Вистина не знаеш? Или слушај да ти кажам што сакам да те прашам. Ти што правиш ваквие гозби и џумбуши, што си олку радосен и весел, треба да немаш некоја несреќа во живењето твое како што имам јас и сите луѓе, да си олку радосен и весел. Те молам ако не ми кажеш. Бре, да тоа си сакал да се научиш. Ела ваму понастрана, поседи малце, дури да испратам луѓе и после ќе ти кажам. Почекал малку, дури си ошле гостите и седнале двата да се поприкажат. Сега, пријателе, ти си кинесал да бараш човек што да не го нашла некоја несреќа и што да живеет без гајле. Ете саде тоа не ќе најдиш, пријателе, му рекол богатиот што правеше госби. Чунки таков е создаден овој век да се живеет се со маќи и неоли, а не се раат, како што го бараш ти. Знаеш оти џумбушот мој што го правамиет од големо гајле мое, што и душмано да не го имат, а не од без гајле правам јас џумбуш? Еле, бати, ако не ми кажеш ошто гајле, пеќи, пријателе, да ти кажам ошто гајле. Пред една година време ми се поболи жената од умирачка и што ќе ми вели кога беше толку болна. А ако умрела таа, јас ќе сум се женил за друга. Не е чаре домаќинко да се женам за друга, е велев. Чунчи сум те зел тебе јас на севда? Аз ли така беше?
Ти ако умриш, јас не се женам, без друго да знаеш, не велев. Не се женам. Можеш да не се жениш домаќине, ми велеш. Ама ако сториш едно нешто што ќе ти речам јас, тогај верувам да не се ожениш и рад во гробо да си лежам. Кажи домаќинко, и реков, што да сторам? Еве што ќе сториш домаќине, да си пресечиш малку од наредата и тогај веќе ќе те верувам, а инаку и на жар да седниш, пак не ти верувам. Кога чув тие зборови, пријателе, од жената ми, без да помислам понадалеку, заслепен од пустата севда на неа што имав, си улишив наредата и ја уверив во ти нема да се женам. Арно, ама шејтан, пушто ти велат, не умре. Си оздраве. Откао што беше, уште поздрава. И сега, што ја спиритуална тема го, да бара маж, и бидејќи не вредам јас за да и бидам маж, домаќине, ми рече, јас сега сум здрава од арно по арно и сега си сакам маж. А пак ти не си за маж. Сега јас сум намислела да си ваќам еден маж по 2-3 пати во неделата, а ти пак седи при мене. На тоа згора не остана збор за мене, чунќи и домазет сум, да бегам кај да одам, стоката е незина. Ете, денеска ти ќе дојде мажот што си го викна да лежи со него, а пак јас отстрами голема мака да гледам пред очи тоа нешто, ништо друго не знаем што да направам, отколку со гости па да правам со свирки, со тапани да се заборавам од има друг маж жената ми. Ете, пријателе, џумбушо мој што е, разбра сега, од висока планина да гледаш некое поле, ти се гледаат рамно како тепсија. Ако појдиш близу до него, ќе му видиш страшни долишта, ендеци, бари и азмаци. Така си и мајките по човеците, пријателе. Ако ме слушаш мене, појми си дома и што ќе ти дојди лошо, со благодарение тргај го. Така и доброто кога ќе ти дојди, со радост пречекај го. Кога чуот богатиот тоа нешто, неблагодарниот човек, се зачуди и се увери оти сите луѓе се со несреќи во својот живот и си отишол дома, та станал од неблагодарен благодарен и си живеел како сите луѓе што живеат.